Започнуваме со регионалните вести. Представничките од гостиварскиот огранок на Сдруженијето Вешта жена во пресред на новогодишните празнувања организираа забава во дневниот центар за деца со посебни потреби. Вештите жени од Гостивар им приредија новогодишно изненадување на децата што го посетуваат дневниот центар. Новата година им ја честитаа организирајќи им забава заедно со Дедо Мраз, кој им подели пакетчиња, а донесе и торта. На 1 ноември во Гостивар се одржа манифестацијата Етно Вешта жена, каде што храната што беше продадена од таа манифестација, средствата беа наменети за децата со посебни потреби. Затоа ние денес од организацијата на Вешта жена од огранок Гостивар одлучивме да ги посетиме дечињата во Центарот за посебни потреби и со тоа да им подариме, бидејќи идат новогодишните празници, да ги удостоиме со мали поклончиња. Тука ни е Дедо Мраз, кој што ќе им подели пакетчиња на дечињата. Жените направија многу убава торта, со тоа што ќе им го честитаме и роденденот на дечињата со посебни потреби и се надевам дека за нив тоа ќе биде голема радост пред новогодишните празници. Децата знаат да се радуваат на посветеното внимание и пријателство што ги исполнува нашите срца, вели Мицоска, со апел до гостиварци да најдат време да го посетат дневниот центар и да се дружат со дечињата. Можам да дадам и еден апел до сите граѓани на Гостивар да одделат барем малку време да дојдат да ги посетат децата со посебни потреби, затоа што тоа за нив значи многу. Со секоја нивна посета во нив се гледа голема радост и среќа. Тие секоја година не очекуваат, знаат дека ние ги посетуваме со голема радост, многу убаво сме причекани во домот со посебни потреби и се надевам дека и понатака ќе се дружиме со тие дечиња. И во текот на наредната година гостиварскиот огранок на Вешта жена во Гостивар планира да продолжи со слични хуманитарни активности. За информации и совети на земјоделците од Полошко, 2 пати неделно ќе бидат организирани отворени денови во различно населено место. На средбите ќе бидат одржани презентации за добра хигиенска практика, која отсега ќе биде важен услов за добивање на субвенции. Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието 2 пати неделно за земјоделците во Полошко ќе организира отворени денови во различно населено место. На средбите секој заинтересиран земјоделец или сточар ќе може да постави прашање на било која тема и за било кој проблем со кој се соочува, со цел што поуспешно да бидат реализирани мерките за поддршка на земјоделието. Тоа се отворени денови на земјоделците, значи на ваквите средби се отвараат разни прашања и проблеми со кои се соочуваат фармерите и каде што може да добијат директно од прва рака во однос на решавање на тој проблем, а и во однос на тоа каде и зошто е тој проблем. За информација на сите земјоделски фармери дека ова е организирано на ниво на цел полог, значи на цел долен полог и горен полог, направен е акционен план, каде што се настапува по населени места и се покануваат сите земјоделски производители кои се соочуваат со вакви проблеми да дојдат и да постават директно прашање во однос на тие субвенции, затоа што се случува да бидат одбиени по основ на пријавена култура, по однос на пријавено грло. Затоа велам дека треба да се присуствува на ваквите средби за да си сознаат самите фармери кој е проблемот и за воиднина да можат да си го решаваат навреме, да не би дошло до вакви проблеми да бидат одбиени од самите субвенции. За време на отворените денови, освен прашања од земјоделците, ќе бидат одржани и презентации за добра хигиенска пракса, која одсега ќе биде важен услов за добивање на субвенции. Се работи за она добра земјоделска пракса која што во иднина ќе мора да ја спроведуваат, затоа што ќе бидат во случајот одбиени од овие субвенции и ќе мора накнадно да посетуваат обуки кои што ние ги спроведуваме тие обуки и каде што ќе добијат решение или сертификат за таа обука, за да би бил корисник на тие субвенции. Се отвараат и стручни теми од страна на нашите советници, теми каде што се во случајов актуелни, значи во однос на житните култури, во однос на сточарството, во однос на овоштарството, има безброј теми каде што имаме изготвени ние презентации
и каде што се дискутира онаму каде што мислим дека треба да знае земјоделскиот производител да постапи правилно према она агротехника што ние ја препорачуваме. Значи да не лутаат фармерите, можат да дојдат нови средби, а и може да дојдат во нашите канцеларии каде што ќе бидат услужени во секое време. Дури нашата агенција предвидува и по повик, значи на терен да се излезе и да се констатира, да се детектира проблемот и да се реши. Караванот на отворени денови за сите заинтересирани земјоделци и фармери започнува денес од Тетово. Денешната презентација ја организира секторот за управување со ИПАРД фондовите при Министерството за земјоделие во соработка со комерцијалните банки и на неа се презентираат можностите и условите за користење на гарантниот фонд и можностите кои ги нуди ИПАРД програмата. Инаку и во август и септември годинава беа организирани отворени денови во 12 села во Полошко и во Маврово, со цел земјоделците повеќе да ги користат средствата од финансиската поддршка која им се дава. 2015 година за Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово беше успешна. За 10% е зголемен бројот на запишани студенти, со што во моментов на универзитетот студираат 4000 студенти, а од неговото формирање досега дипломирале 11500. Оваа година достигнавме до бројката 11500 дипломирани студенти на овој универзитет и во моментот студираат 4000 студенти во нашите 15 програми на првиот циклус, 26 програми на вториот циклус и 12 програми на докторските студии. Оваа година успеавме да реализираме упис 10% повеќе од минатата година. Земајќи во обзир околностите во високото образование во регионот и во Европа, можеби еден од ретките универзитети што уписува повеќе студенти од минатата година и особено имајќи ги демографски трендови во регионот. Ова е навистина главна мотивација да продолжиме кон патот нудејќи квалитетна настава, научно истражување и соработка со пазарот на трудот во рамките на стратегијата за интернационализација. И оваа година продолжи финансирањето од средства буџетот на Република Македонија, што исто така допринесува за финансиската одржливост на нашиот универзитет и на нашата мисија. Задоволството на студентите од академскиот кадар и условите во универзитетот се на високо ниво споредбено со успешни европски универзитети. Во склоп на инструментите за развивање на квалитет, оваа година имавме евалуација од евалуатори од Велика Британија и нивниот позитивен извештај и вреднување на достигнувањето на универзитетот представуваат голем поттик за да продолжиме со нашите приоритети. Оваа година, академска, 23% од студентите одлучија да се запишат на програмите на англиски јазик, што е уште еден поттик дека пазарот на трудот се движи кон проекциите и визијата на нашиот универзитет за споредбени знаења и вештини. Другиот податок, ова го докажува, оваа година имаме 100% повеќе мобилности на нашите студенти, кои дел од студиите ги реализираат на европски универзитети, и тоа од средства на инструментите на Европската комисија за поддршка на тие универзитети кои имаат капацитет да ја реализираат мобилност. На универзитетот се организира ова година бројни меѓународни конференции. Продолжуваме да бидеме посветени на животната средина со успешно оперирање сега на проектот за грејење со биомаса со најголем капацитет во Македонија 1,6 мегавати. Исто така успешно продолжуваме да произведуваме струја од или така наречена чиста струја од нашите фотоволтаични панели. И следната година останува истиот приоритет и тоа ќе биде квалитетот во сите наши активности. Веќе вчера во нашиот сенат одобри се 2 студиски програми. Едната е применети компјутерски науки во соработка со Универзитетот Ковентри од Велика Британија и вториот е програмата Економија и менеджмент во соработка со University of London, еден од најпрестижните универзитети во Велика Британија. Наредна година еден од фокусите ќе биде и научно-истражувачката работа, особено инвестициите во интердисциплинарни студии преку Институтот Макдоналд Штул.
Ќе продолжиме со реализација на програмата интегрирана со практиката, каде што компаниите, освен финансиската подршка, исто така се грижат за делот на практиката на овие студенти што студираат на вакви програми, и тоа поддржани од германската влада. И исто така ќе продолжиме наредната година, убава вест за фамилиите, за студентите што сакаат да дојдат кај нас, на кои се одлични студенти, со стипендиите за одлични студенти, за да сите имаат еднакви можности и пристап во ова заедничко добро. Со соопштение до медиумите се обрати Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од ТРЦ. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од ТРЦ повторно упатува реакција за нефункционалноста на надлежните органи во однос на проблемот со неставањето на таблата со името на училиштето Кирил Печиновиќ ТРЦ. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од ТРЦ упатува протест до државниот просветен инспекторат, кој упорно молчи и очигледно не ги извршува своите законски обврски, се вели во соопштението. Исто така, Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија ТРЦ ги прашува председателката на Општинскиот комитет ДПМНЕ од ТРЦ госпоѓата Јасминка Богдановска, Општинскиот и местниот комитет дали кога се движат низ Општина ТРЦ одат со крената глава и дали воопшто се поставени на партиските функции да ги бранат интересите на македонците кои живеат на територијата на Општина ТРЦ, или како што може да се види да молчат и да ги затвораат очите пред проблемите со кои се соочуваат, пишува во соопштението на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија ТРЦ. Билтенот на тетовската полиција бележи случај на семејно насилство. Во акциска контрола во угостителски објект затекнати странски државјанки кои нелегално работеле. Вчера вечер од 22 до 1 часот и 30 минути по полноќ, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово спровеле акциска контрола во угостителски објект, лоциран на излезот од Тетово кон Сараќино, собственост на 45 годишен тетовец. При контролата во објектот биле затекнати 12 странски и едно женско лице од нашата земја кои работеле како танчерки. Затекнатите странски државјанки, по 5 од Србија и Албанија, една од Бугарија и една од Хрватска, на различна возраст од 18 до 31 година, како и сопственикот на објектот, приведени се и задржани во секторот за внатрешни работи Тетово. Нешто подоцна тие се предадени за натамошна поставка во одсекот за прекограничен криминал, миграција, странци и реадмисија. Вчерашната акциска контрола беше во рамките на континуираните активности на полицијата годинава за откривање и законско санкционирање на странски државјанки кои непријавено престојуваат, односно го злоупотребуваат туристичкиот престој и работат на подрачјето, најчесто во угостителски објекти како пејачки, танчерки, кеонери и друг вид угостителски персонал, соопшти денес СВР Тетово. 47 годишен гостиварчанец вчера наутро пријавил дека околу 4 часот било извршено семејно насилство од синот на 26 години. Во тоа време синот со уште две други лица стигнал од дома и започнал вербална расправа со мајка му, на која со кунски нож во рацете и барал пари и им се заканувал дека ќе ги убие. Исплашени за својот живот, родителите брзо ја напуштиле куќата и го пријавиле случајот. Пријавениот е приведен и задржан во полициската станица Гостивар и по целосно расчистување на случајот ќе се соочи со соодветен поднесок. Музика, песна, хумор и стендап комедија. Сето ова е дел од второто издание на музичко-сценскиот спектакл и тетовските глумци ПОА. Манифестацијата ќе се одржи во сабота на 26 декември во Центарот за култура Илјантески смог во Тетово со почеток во 20 часот. И тетовските глумци ПОА, ова по втор пат. Јас се надевам дека оваа манифестација ќе преде во традиција и дека секоја година сите глумци од Тетово пред нова година ќе се обида да направат добра забава за тетовчани, така пред новогодишно да ги расположиме со добра музика, хумор, стендап и другото нема да откривам што се има барем на 26-ти што се однесува. Што се однесува кој се ќе наступа на тетовските глумци оваа година, сите оние глумци кои 2015 година оставија белег со своји представи, со своји улоги и ќе имаат свое место на тетовските глумци ПОА годинава. Отприлика 15 глумци ќе имаат свој настап, кои со музички точки, кои со стендап и кои со
хумористични скечеви. Морам да кажем дека годинава за разлика од лани нема да има реприза, значи ова е само на 26 декември, реприза нема да правиме годинава од оправдани причини. Прво, салата, како што знаете, вани беше ужасно ладно, годинава се потрудивме сите овде што сме да обезбедимо грејење за публиката и заради тоа од тие причини нема да има реприза. Втората причина што нема да има реприза е и од финансиски аспект, бидејќи ова манифестација е доста скапа. Оваа година ќе се осврнеме претежно на проблемите што директно не за сега сите нас тука во градот, значи конкретно во градот и според актуелноста на настаните и у цела држава Македонија. Значи концептот ние само го забележавме сето она што помина во 2015 година, колани го работевме концептот, годинава не го работиме ние концептот, го работат тие кои креираат локална и национална власт. Ние сето тоа само ќе го представиме низ една призма на хумор. Го кажав ова неколку пати, сакам пак да го кажам, ние на моменти стварно ќе бидеме и дрски, ќе бидеме и безобразни, ќе укажеме на некои проблеми гледани низ призма на оние кои директно ги чувствуваат истите работи во местата каде што живеат, меѓутоа нема да бидеме злонамерни. Песните што ќе биде исполнети на манифестацијата и тетовските глумци са горе-доле познати на тетовската публика, че има некои и малце од изворно поразлично ќе звуча песните од што би требало да звуча. Затоа еве јавно да се заблагодарим на прекрасната група Браво Бенд, која стварно песните ги напре и поубаво од што звуча у оригинал. Мене кој ме прашува што ќе поеш, ја викам ќе поем песни, што значи дека има стварно интересни песни, интересни numere, има некои позаборавени, има нови, има некои јапарпу што ги слушам, ако долго време слушам музика, и можем само да им ветим добра забава на нашата публика, интересни 2 сата и топла сала. Околу танцот што ме прашавте, едини тој кај што ќе играм јас со живците на публиката и на политичарите. И тоа ќе опамта баш бајаѓи благо. Нивните лапсуси, нивните грешке на нашите политичари и да им кажемо дека оваа 2015 година изработаја политичарите наши во интерес на хуморот. Десеттици илјади снимени телефонски разговори според исказите на уапсените за фалсификување лични карти имало во нивните компјутери, изјавил денеска за некои медиуми обвинителот Јован Цветановски од Скопското обвинителство. Тој рекол дека јавното обвинителство оформило неколку предмети во врска со аферата лажни лични карти, која е обелодени неделникот Фокус. На денешната пресконференција на која не биле дозволени новинарски прашања, Цветановски изјавил дека за случајот биле ангажирани неколку обвинители, кои веќе до МВР доставиле наредби за преземање на одредени истражни дејствија и различни видови вештачење. Во досегашниот тек на истрагата извршени се низа разговори и вештачења, а извршени се и претреси. При претресите во становите на лицето ЗБ и на други лица пронајдени се голем број образци за лични документи и други предмети за подготовка на истите. Најдени се машини, преси и компјутерска опрема за подготовка на лажните документи, а во еден од компјутерите, според исказите на лицата, имало фајлови со десеттици илјади снимени телефонски разговори. За нивното вештачење ќе ни бидат потребни околу 2 до 3 месеци. Поради сензибилноста на истрагата нема да бидеме во можност се да споделиме со јавноста, рече Цветановски.
Дел од провладините медиуми вчера објавија дека кај уапсените за фалсификувањето лични карти биле пронајдени 70.000 нелегално прислушувани разговори. Дел од медиумите го обвинија лидерот на СДСМ Зоран Заев дека им дал прислушувани разговори. Заев пак на пресконференција ја повика власта да утврди како тие разговори се нашле кај уапсените. Судија на претходна постапка определи притвор за 2 лица за примање подкуп и злоупотреба на службената положба и овластување и домашен притвор за 17 лица од случајот Геодет, соопшти Основниот суд Скопје 1. Вчера финансиската полиција уапси 19 вработени во Скопскиот катастар, кои со малверзација успеале да присвојат имот вреден 5 милиони евра. Уапсени се собственик на приватна геодетска фирма од Скопје и 7 лица кои незаконски се стекнале со недвижен имот. Измамата била откриена по пријава од катастарот, дека при контрола на предметите имало незаконски префрлања на имот. Главен организатор според полицијата е 33 годишна правничка, која од неодамна била вработена во катастарот. Хрватската председателка Колина Грабар-Китаровиќ најави дека во среда вечер мора да биде познат мандатарот за состав на нова влада, или пак во спротивно таа ќе распише нови избори. Грабар-Китаровиќ наведе дека во среда попладне ќе биде одржан последниот 5-ти круг од консултациите, пошто мора да се знае кој ќе биде мандатар за состав на владата, или пак таа ќе именува привремена техничка влада и ќе донесе одлука за распишување на предвремени парламентарни избори. Едно лице загина, а друго е повредено во експлозија на аеродромот Сабина Ѓокчен во Истанбул во раните утрински часови. Починатата е хигиеничарка на аеродромот. За сега не се познати причините за експлозијата, пошто полицијата ги зајакна безбедносните мерки на влезот во аеродромот. Полицијата ги разгледува сите можни верзии, вклучувајќи и терористички напад. Францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев изјави дека полицијата во минатата недела спречила терористички напад на джихадистите во близина на Орлеан, во централниот дел на земјата. Тој прецизира дека цел на планираниот напад биле војници, полицајци и државни представници и оти притоа биле уапсени двајца француски државјани на возраст од 20 и 24 години. Тие биле во врска со француските милитанти во Сирија. Казнев додаде дека од 2013 година во Франција биле спречени 10 терористички напади. Ирачките сили влегле во центарот на Рамади град, кој од мај годинава беше во рацете на милитантите на Исламска држава. Влеговме во центарот од повеќе страни и почнавме да ги чистиме стамбените квартови. Градот ќе биде слободен за наредните 72 часа, изјави портпаролот на ирачките сили. Губењето на контролата врз Рамади беше најголем пораз на ирачката влада откако милитантите ги презедоа северните и западните делови на Ирак, вклучувајќи го и вториот најголем град во земјата Мосул. Најновото истражување на Amnesty International покажува дека во серијата руски воздушни напади во Сирија загинале над 200 цивили и само неколкумина милитанти. Во извештајот објавен денеска фокусот е ставен врз 6 напади, извршени во изминативе 3 месеца во сириските градови Хомс, Идлиб и Алепо. Амнести оценува дека руските напади намерно имале за цел стамбени делови и амбуланти и притоа се користеле касетни бомби. Москва ги отфрла ваквите наводи. Руски суд распиша меѓународна потерница по поранешниот нафтен магнат и бизнисмен Михаил Ходорковски и наложи негово апсење, изјави денеска портпаролот на рускиот истражен комитет Владимир Маркин. Потерницата е издадена откако Ходорковски, познат критичар на Кремљ, на почетокот на месецот е обвинет за убиство. Руските исследници извршија вчера претрес на становите на вработените во движењето Отворена Русија на Ходорковски. Ходорковски исто така беше обвинет за обид за убиство на уште 2 лица. Тој врз основа на обвиненијата за затојување данок, измами и проневери мина 10 години во затвор. Денес имавме сончево време со умерена локална облачност. Утринската температура се движеше од -5 до 4, а дневната од 8 до 13 степени.
И за утре метеоролозите прогнозираат слично време, сончево со умерена локална облачност и со магла по котлините. Утринската температура ќе се движи од -3 до 4, а дневната од 7 до 13 степени. Тука е крајот и на ова информативно издание. Имајте пријатна вечер.